Во тема на денот, како што најавив, моја гостинка Моника Зајкова, лидерка на ЛДП. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за можноста. Се погласно се зборува во јавноста за можноста од предвремени парламентарни избори, неверојатно идната пролет се шпекулира со месецот април. Како ЛДП гледа на ваквите најави? Сметате ли дека има потреба од ново изборно соочување? Мене ми е искрено многу жал што само ЛДП како партија збори за кратење на нерационалните трошења во државава, затоа што треба да говориме со фактите. Дали имаме раст на инфлацијата? Имаме. Имаме раст на цени на ѓубрива, имаме ФАО излезе со извештај. И мислам дека во такви ситуации каде што економската состојба се влошува генерално заради глобалните кризи, мислам дека е многу неблагодарно пак да се збори за трошења кои што се трошат директно од грбот на граѓаните. И да зборуваш за избори кога во собранието имаш речиси двотретинско мнозинство, да спроведуваш решенија и да носиш одлуки, мислам дека исто така малце неблагодарно. И ако ми дозволите, сакам само да упатам една порака до граѓаните, дека ако платата не им стигнува до крајот на месецот, ако пензиите не им стигнуваат до крајот на месецот, банките уште ги шураат со провизии, да знаат дека новите избори всушност значат повторно трошење пари од нивниот џеб и повторно значат помалку пари во државата, а ќе ги организира некој директор кој што имал можност да спроведува решени одлуки, меѓутоа бара повторно поддршка на нови избори за само 2 години, затоа што досега ги потрошил годините на тоа да објаснува како некој претходно бил крив за нешто. Апсолутно и во минатото, ако ги следите, моите ставови се конзистентни дека на луѓето стварно им е преку глава од избори, бидејќи ние гледаме дека од изборен циклус во изборен циклус апсолутно ништо не се менува. Државата сиромашна, институциите стануваат нефункционални и мислам дека треба да заврши она време кое што го паметиме во времето на Груевски, кога се одеше на секој 2 години на нови избори, а при тоа апсолутно ништо не се менуваше во државата, затоа што изборите значат трошење на државни ресурси. И треба да воспоставиме пракса кај што кога ни е доделен мандат од 4 години, а оваа влада има мандат од 2028 година, тој мандат да се користи за работа во интерес на граѓаните, затоа што пред се и јас, но и ЛДП сме тука за да работиме за интерес на граѓаните, а во моментот состојбата налага да се работи на тоа како да се обезбедат повеќе пари во нивниот џеб, затоа што гледаме дека од ден за ден се помалку пари не стигнуваат за да ги спазариме основните намирници во маркет. Ќе ви замерат, вие сте сепак опозицијска партија, опозицијата треба по природа на нештата да бара можност да се соочи со власта. Ќе ви замерат дека веројатно ставот против избори се должи на нискиот партиски рейтинг. Апсолутно не. ЛДП секогаш, јас и кога говорев за локалните избори, дека ЛДП се подготвува за самостоен настап, сите го зима како во неверување, меѓутоа ЛДП излезе самостојно на изборите и ЛДП постојано се подготвува за самостоен настап и не бега од тоа. Јас само ја кажувам реалната состојба, дека и вие самите знаете, јавноста знае дека избори се организираат врз грбот на граѓаните. Да нешто се смени, да разбирам, да не знаме кревко мнозинството на владачката партија, ајде некако. Меѓутоа со речиси двотретинско мнозинство кај што имате комоција да носите одлуки, не сметам дека треба да ги изложуваме граѓаните на дополнителни трошоци, затоа не случајно упатив таа порака дека тоа ќе значи помалку пари во државниот буџет, бидејќи ќе се потрошат на избори и ќе нема пари за да пораснат платите, да растат пензиите, за банкарските провизии више не ми се ни збори колку ги шурат граѓаните, зашто мислам дека 3 години потрошив на таа тема да им објаснам во собранието дека треба да ги намалиме банкарските провизии и трошоците и никој не слуша и на крај ќе излезе некоја статија како повторно ќе пораснат банкарските провизии, повторно на удар ќе бидат пензионерите, ќе бидат граѓаните кои користат кредити и така натаму. Добро, споменувате самостоен настап, тоа ќе биде вашата стратегија и за вакви потенцијални предвремени парламентарни избори или сепак можете да се пронајдете во некој од двата големи блокови? Како политики во делот на економијата, стандардот, Европската унија, се пронаоѓате во некоја од поголемите структури? Јас кажав дека како партија, како посебен политички субјект, секогаш се подготвуваме за самостоен настап.
Секојдневно разговараме со независни граѓани на терен, со граѓани кои што имале независни листи во локалните, односно за локалните избори. Меѓутоа, конечната одлука сепак се носи врз основа на околностите. Ако ние останеме во ист изборен модел како досега, тогаш можеби одлуката да биде и поинаква. Бидејќи тоа не е нешто ново. Можеме да видиме што се случи во Унгарија, кога сите партии решија од помалите партии решија да дадат поддршка на Маđар за да се симне Орбан од власт и да се направи нов механизам на владење. Не велам дека тоа ќе се случи и кај нас, меѓутоа пак ќе кажам дека одлуката секоја партија носи зависно од моменталните околности. Ние не знаеме какви ќе бидат околностите за месец дена од сега, а не пак за 5-6 месеци. И мислам дека не треба само да ги нафрламе тема избори, туку да нафрламе суштински теми и за нив да гледате потенцијал сегашното СДСМ и Филипче да ја обединат опозицијата со малите партии против ВМРО-ДПМН? Мислам дека прирано да говорам на тие теми, повеќе сакам да говориме на теми кои што навистина се од интерес на граѓаните, а тоа е нивниот стандард, она што се случува во правосудството на кое што сведочиме секој ден, она што се случува во парламентот, затоа што навистина сум лута и ви напоменав кога дојдов тука, не може да не стигаат пораки. Еве денеска во 10:24 дека има продолжение на седница во понеделник, мислам тоа е апсолутно лудост. Може јас сум навикната да гледам како функционираат парламенти во развиените западни држави кај што има календар, а не кај нас сега за јули е празен календарот, па на 30 јуни ќе се наполни со се и се што, и каде што има суштински дискусија. Еве не мора да бидеме Норвешка, сакам да говориме за парламент кој што е по пример на Словенија парламентот, на пример. И тоа се теми кои што треба да ги отвараме и да ги дебатираме, а не постојано само избори, а при тоа имаме од друга страна изјава како државата губела 1 милион евра дневно, што значи 365 милиони евра годишно, и пак да отвараме дупка за да спроведуваме нови избори кои како ќе настапал на изборите. Мислам дека тоа е тотално неважно и за граѓаните. Споминавте дека вашата партиска стратегија во голем дел зависи од изборниот модел. Вие до овој момент останавте во работната група за нов изборен законник, заедно со Левица, единствени партии од македонскиот опозицијски блок, откако СДСМ одлучи да ја бойкотира работата на ова тело. Се отворили прашањето за една изборна единица и отворени листи, нешто што вие како политичка партија со години, со децении го барате како услов за поддршка на изборни реформи. Мене ми е жал што таа работна група трае 6 месеци, значи буквално така ќе му дојде некој период, и дискутираме исклучиво за препораките на ОПСА, кои што при тоа препораки беа готови, требаше само да се помине и да дадат партиите забелешки дали е во ред она што го предлага Министерството или не. И некако се изгуби предолго време на техничка дискусија. Нашиот представник во работната група го отвори прашањето за една изборна единица за отворени листи, што за нас се стварно многу значајни. Сметаме дека на тој начин граѓаните ќе имаат поголема моќ за контрола врз своите избрани представници, а не партиските лидери и партиите. Меѓутоа, таа дебата како да се отфрли за една изборна единица, повторно истите изговори, нели повторно се наоѓа некој со ирационални прагови или некој што сака 8 изборни единици. И целата таа дискусија се сублимира во неколку часа, додека останатата дискусија која што се однесува на ценкањето на процентите за делење на парите е поважна и да таа може да се посветат месеци и месеци, но ова што треба навистина да доведе промени на изборниот модел, некако го одбиваме со леснотија. На ЛДП ставот е јасен, доколку немаме напредок за навистина промени во изборниот модел, отворените листи ги сметам за една од клучните работи кои што треба да се воведат, и тоа всушност ЛДП го поднала и во собранието во минатото, дека нема да учествува во носењето на закони кои што само ќе бидат козметичка шминка, нема да донесат апсолутно ништо бенефит за демократизација и напредок на изборниот модел. Како што не сме гласале во минатото за кривичен закон и како што не сме дале поддршка на ни за други закони, така и за овој закон едноставно само да ставиме круна на нешто што нема да значи никаков напредок, не планираме. Јас колку што сваќам има уште неколку седници на ова
работно тело, Има нова работна дополнителни група, дискусии, ќе меѓутоа- останете до крајот во Така, незината меѓутоа, работа? не знам дали ќе останеме до крајот, меѓутоа ако се продолжи ева и до следната дискусија да се дискутира само на прашања за процент за колку пари ќе добијат партиите за рекламирање, а нема да се отвори суштинска дискусија за отворените листи, мислам дека нема да го губиме понатаму времето да присуствуваме на тие седници или ќе се разговара сериозно да се направи исчекор напред. Не знам од што се плашат со отворените листи, се плашат од граѓаните или од што се плашат како од црн ѓавол бегаат. Но ако таа дискусија не се развие, тогаш ние апсолутно нема зашто да го губиме повеќе времето таму, ниту пак ќе дадеме поддршка на тоа во собранието. Добро, изминативи изборни циклуси покажуваат дека се намалува интересот кај граѓаните за гласање, има сериозен број на луѓе кои воопшто не гласаат или кои ги поништуваат изборните ливчиња. Па не тоа сакам да кажам дека кога можноста е затворена и лимитирана. Вие имате и држави од соседството кои што еве немаат целосно отворени, имаат полуотворени листи. Како јас да излезам на гласање ако знам дека мојот глас однапред е фрлен во ветар? Како? Значи, имаш истражувања во минатото и од Индија, каде што луѓето кажуваат сметам дека мојот глас оди во ветар бидејќи не гласам за едната или другата партија. Или не можам директно да си го изберам представникот. Ако вие сте 20 на листата и некој сака за вас да гласа, не може, ќе мора првиот што го ставил лидерот да влезе, нема да влезете вие. И сето тоа разочарува. И како да излезе да гласат кога на секој 2 години збориме за предвремени избори? Мислам, кој е мотивот, а ништо при тоа да не се менува. И луѓето влегуваат со право во таа патичност. Мојата генерација, моите пријатели постојано викаат, добро, и што се смени сега? Излеговме да гласаме, и што се смени сега? И стварно е така. Мислам, тоа е тоа што ги лути граѓаните и ги прави. И ние ако се при тоа не правиме никаков напредок, да ги менуваме работите, нема ништо да се смени. Што ќе смениме? Колку проценти ќе добиеме за да не рекламираат во медиумите? Мислам, да, значајна дискусијата и веројатно е важно да се слуша гласот на повеќе политички субјекти, да не биде тоа централизирано носење на одлука како ќе ни изгледа изборниот модел. Едно исто така многу важно прашање за кое недостасува консензус, па дури ќе речам некоја здрава општествена дебата, а не партиски пресконференции со меѓусебни обвинувања, е патот до Европската унија, односно блокадата во моментов поради неспроведувањето на уставните измени. Вие имавте некои, ќе ги нарачам, креативни решенија за од една страна носење на уставните измени, но изнаоѓање на начин како тие сепак да не бидат алиби за понатамошни блокади или понатамошни слобувања од страна на Бугарија. Едно од нив одложено дејство и вклучување на заштитни механизми. Се седна, се разговараше некогаш. Мислите дека таа тема воопшто е на маса, бидејќи имате и редовни средби со ваши колеги низ Европа, мислите дека тоа воопшто ќе се земе како реализација на презамената обврска? Ние 2 години дискутираме во собранието за одредени алтернативни решенија по пат на широко толкување на заклучоците на Советот, каде што никаде не се налага дека уставните измени треба да стапат во сила веднаш. Говориме нели да нека се бара одложено дејство, ајде сите да лобираме за тоа одложено дејство, но ние да направиме исчекор напред. Понатаму го применивме европскиот механизам, бидејќи Европа нели побара само заштитни клаузули во договорите со САД. Ајде ние да побараме само заштитни клаузули каде што ние внатре во домашните закони ќе регулираме нашата национална заштита, но и доколку нели во текот на преговорите некој не блокира заради прашања кои што не се врзани со критериумите од Копенхаген, државата ќе има право веднаш да ги прекине нели разговорите со, односно да прекине важноста на договорите со тие земји, тука вклучително би влегол договорот за добрососедство. Повикувавме меѓународните секретари на партиите кои што членуваат во европски семејства да се координираат во меѓународните позиции. Дури во неколку наврати повикав шефицата на државата, односно претседателката, да ги повика сите политички чинители, што очекував да го направи сега по средбите во Софија, а не да ни глумат тука шокирани дека не знаеле како, дека позициите на Бугарија не се сменати со децении. Значи позициите на Софија се исти од 88 па до 2019
2019 па до 2026 година, што нешто ново ни открија за позициите на Софија. Прашањето е како ние, значи нека не повикаат на средба, да седнеме и да кажеме, луѓе, ова е реалната состојба. На тврдењето дека единствен услов кој што го поставува Бугарија со уставните измени. Не е тоа одговор на тврдењето, затоа што ние знаевме, Бугарија усвои во 2019 декларација во Народното собрание. При тоа таа декларација со мнозинство не ја усвои на ЛДП, сестринска партија, ја усвои со мнозинство ГЕРБ. Да. Ако ЛДП потрошила години и години да разговара со тогашната ДПС во Бугарија, бидејќи сега не е истата партија, на тоа како да најдеме напредок во работите што може да напредуваме во економија, образование и слично, да оставиме на страна прашања кои што се ирационални барања, зашто не потрошија и они преку својот меѓународен секретар на средбите на ИПП да поразговараат со ГЕРБ да не носат такви декларации. Значи, не е одговор за единствен услов, туку е одговор на тоа дека позициите на Бугарија се тие и дека се дошло до одреден начин како тие позиции да се сведат на нешто што е побезболно за државите. И јас не велам дека треба утре да ги ставиме бугарите во устав, велам да не повикаат, да дискутираме каква е реалната состојба и што може да направиме за да позициите на Македонија бидат подобри и да го изградиме тој национален консенсус за кој што сите говорат. На минатата средба на Националниот совет за евроинтеграција, каде што беше и колегата Дробњак од Хрватска, буквално истото го посочив. Кажам, ајде луѓе, дајте да седнеме, нека не повика дали председателката, дали тоа ќе го направи председателот на Националниот совет за евроинтеграција. Да направиме ако треба и затворени состаноци од кои што нема да излеземе може 5, 6, 7 дена додека не се согласиме во позициите и да излеземе од таму сите со една изјава, па тоа го направи Хрватска. Пустич го водеше Националниот совет за евроинтеграција, Пустич беше тука во декември, кај вас даваше интервју. Мора некако да мрднеме од статус квото. Ако сакаме да изградиме национален консенсус, мора да седнеме и наместо ако е тешко во јавноста да се презентира било каков став за да не се намали партискиот рейтинг, дајте за затворени врати и ќе излеземе со една заедничка изјава и сите таа изјава ќе ја браниме во Брисел. ЛДП носи тука меѓународни представници. Тука беше во декември и председателката на АЛДЕ групата. Имаше средби и кај премиерот и кај председателката на државата. Кажа дека АЛДЕ е расположена да лобира и за одложено дејство и за самозаштитните клаузули. Хајде да ги искористиме тие пријателства и секој нека во своите сестрински партии, но со една единствена позиција, не да бидеме како Раштиман оркестар. Дел од реформите кои се најтешки очигледно за спроведување, дури во делот на легислативата, а не пак нивното спроведување се оние во правосудството. За нив имаме веројатно најмногу одложувања и најмногу до сега негативни оценки или празни графи. Се најавува носење на новиот кривичен законник, долго време беше во подготовка. Вие како пратеник и како политичка партија посебен фокус ставате на прашањето на реформите во правосудството. Имате ли увид во решенијата кои што во моментов се подготвуваат? Ќе биде ли тоа закон за кој што ќе може еве вака сите да застанат и навистина да се рестартира она борба со корупцијата, владење на правото и сите оние прашања кои што треба со него да се реши? Вие кажавте дека тоа нели најпразните графи, јас ќе кажам и графи каде што највеќе се манипулира. За мене е многу поразително да вие донесете нов закон за судски совет пред неколку месеци и пред минатата недела да му правите повторно измени на тој закон, а тие измени се при тоа во насока на амандманите што ние сме ги предлагале. Што значи дека од суета не биле прифатени, не дека не биле добри. И сега мораме со измени, наместо да ги прифатат тогаш амандманите и да се добиеше позитивно мислење, не нас треба Брисел да ни го врати законот, за да ние пак направиме измена и после бараме правна сигурност. За кривичниот закон, мислам што ви кажам, да се навратам 6 месеци наназад, да не сум зборала да не ми е криво. Денеска е 13. Значи, јуни ме убедуваат тогаш колегите дека ова е привремено решение, приодно, бидејќи јас... Тоа во јануари кој што беше... Така, јас и во минатото не дадов поддршка на тие штетни измени, бидејќи сите укажуваат дека се штетни, не дадов ни вие затоа што сметам дека се еднакво штетни, затоа што не може вие да бришете одговорност на раководни лица во органите на управата, тоа се директори, министри и слично, или да бришете действија
коруптивни во делот на јавните набавки или застареноста доста ниска, да кажете дека сме донеле нешто ново. И тогаш му убедува, не, ова е приодно решение, сега ќе биде законот, утре ќе биде, јас не знам дали ќе биде до 30 јуни, еве дај Боже да биде, ама како тече времето, не верувам дека ќе има суштинска дебата, бидејќи времето не дозволува, нели? Ако сакаме да го фатиме рокот за реформската агенда, ќе иде се по скратена постапка, како што впрочем и се прави секој ден во собранието. Оние што највеќе ги критикува европско знаменце и скратени постапки, сега имаат еден куп закони по скратена постапка на секоја седница дополнуваат по еден куп точки од закони кои што идат по скратена постапка. Не знам како може да се отвори суштинска дебата, но едно што може да еве погодам и се надавам дека овој пат ќе ми биде грешна прогнозата, е дека и во новиот закон нема да ги има деловите кои што ги баравме за зголемување на роковите на застареност, токму на главата која што се однесува на коруптивни действија кои што го оштетуваат буџетот на граѓаните. Да, до сега само кратење сме виделе, не сме виделе зголемување на тие рокови, но сега јас не ќе да бидам Вања како за многу работи кои што до сега ги предвидев и дојдоа на моја. Еве дај Боже овој пат да ми се грешни предвидувањата и да ни изненадат да постои во Институтот на застареност интервенција, каде што за 30-та глава од КАЗа ќе има зголемени рокови на застареност. Моника Зајкова во тема на денот, благодарам за вечерашното гостување.